Почитувани лозари, почитувани сограѓани, регионалното здружение Напредни лозари ви соопштува дека поради крајниот тврдиот став пред се на винарските везби и откупувачи по однос на намалените откупни цени на грозјето, сите потенцијали мораше да ги насочи кон владата на Република Северна Македонија, со цел колку толку да се ублажат штетите. По двомесечните преговори со надлежните од МЗШВ, на чело со министерот Димковски, се дојде до следниот компромисни решенија, кои ги потврди и премиерот Зоран Заев. Најдоцна до петок, 6.9.2019 година, на сметка на лозарите ќе легнат дополнителни субвенции од 1 денар по килограм предадено грозје. Владата ќе изврши дополнителни субвенционирање на лозарите од по 2 денари по килограм откупено грозје за 2019 година. Ние како здружение сметаме дека и овие мерки не се доволни за обештетување на лозарите, но во услови на немање разбирање од винариите да ги покачат цените за оваа година, тоа е максималната помош од владата. Ние не сме политичко здружение. Ова не обврзува веќе наредната година на многу посериозен и поодговорен однос и ангажман во насока на општа подобрување на лозарскиот амбиент и пред се на враќање на некогашниот сјаен ценовен рейтинг на нашиот производ. Од тука им препорачуваме на винариите и откупувачите дека наредната година, доколку не соработуваат со лозарите и здружението и не понудат попристојни цени, грозјето од лозарите нема да заврши во нивните мулјачи и нивните откупни пунктови. Воедно им се заблагодаруваме на градоначалниците и пратениците од Тиквешкиот регион и на нивната заложба и помош. И ги повикуваме граѓаните на манифестацијата Тиквешки гроздобер да присуствуваме заедно. Почитувани и сакани лозари, кавадарчани и тиквешани, целосно сум задоволен од постигнатиот успех во застапувањето мое како пратеник да се доделат и добијат 2 денара по откупено килограм винско грозје како дополнителна субвенција за реколтата 2019 година. Овој голем успех е резултат пред се на вас, на лозарите од кавадарци и тиквешијата, на здруженијата на лозарите земјоделци и преточено вашите барања во застапувањето пред Министерството за земјоделие. Работата реално се оствари преку предлог решение од министерот за земјоделие, заедно со мене. Тие ваши барања беа во содејство со градоначалникот на општина Кавадарци издејствувани во одобрување на истото од премиерот на Република Македонија и со една сестрна подршка од сите други градоначалници и пратеници од регионот Тиквеш. Тоа е еден пример на заедништво во однос на овој успех и заедништво, само че надополнам дека се прифати и предлогот една правичност да од одлуката на влада за исплата на неисплатениот долг од винариите Повардарие и Петра, кои ќе се исплатија 1,5 милион, неисплатените по основ на несовпаѓаност на користење на редовна мерка, односно лозито се води на еден носител на земјоделско стопанство, а го предал во откупните винарии друго лице од исто семејство, се прифати и тој предлог и тоа ќе биде во наредниот период исто како една заедничка активност на сите овде присутни и пошироко вклучени субјекти, еден голем придонес за правичноста, за исплата на старите долгови. Сакам да изразам едно свое лично мислење дека не е во ред намалувањето на откупната цена од винариите од претходната година. Овде
повикувам на пред се на лозарите да нивните интереси и решавање на проблеми пренесени преку нас, да ги преточиме во иднина во една поголема соработка со винариите, која што ќе значи и соодветна измена на Законот за земјоделие и Законот за вино, а од интерес на застапување на интересите и решавање на проблемите на лозарите од тиквешијата. Само заедно, само овака со овакви примери што ги сега постигнавме, мислам дека сме на добар пат како кавадарци и како тиквешијата да успееме во целта да земјоделието и развојот на нашиот регион биде со една перспективност која што треба да биде и едно повисок стандард на идно живење во Кавадарци и во регионот Тиквеш. Пред се денеска ми представува особено чест и задоволство како носител, градоначалник на општина Кавадарци, што на оваква сплотеност и на заедничка маса го кажавме и нашето задоволство, и нашите барења, и нашите потреби за воидне како лозари. Пред се, често и задоволство на наша страна што слухот од владата и од премиерот Зоран Заев дојде на високо ниво и го прифати нашето барење за дополнителни мерки по килограм грозје за 2019, што е од големо значење за обстанок и за функционирање на лозарството. Јас како градоначалник во соработка со Сдруженијето и заедно со министерот за земјоделие, нормално и со нашите пратеници, господин Панчо Минов и останатите, од завршување на ова откопна година со винското грозје, ќе направиме план и програма за работа за наредната година 2019-2020 производство на грозје. Тоа ќе значи дека ние веќе имаме подготвен материјал на неколку бариња од Министерството, ќе подготвиме материјал за Закон за земјоделство, односно за лозов насад грозје, ќе подготвиме предлог закон за усвојување на технолошката зрелост на сортата грозје поединечна за секој, и врз основа на тоа, со добра соработка со винарските визби, кои што треба да го прифатат како такво, да можеме наредните години да не калкулираме со бриксови, шеќерни единици и едноставно да ја знаеме цената во делот на тоа што е технолошка зрелост, а за тоа се има во нашата држава доста стручни луѓе и институти и лаборатории каде што ќе покажат што значи технолошка зрелост. Мене ми е посебно чест задоволство во ова година и пол функција градоначалник и мислам че и Сдруженијето е тука негде формирано, што успеавме од мртва точка да ги мрдниме оние голготи кои што ги имаа лозарите со долгогодишни неисплатени реколти на грозје од 2015, 14, 16, нередовното плаќање и ниската цена претходно. Цената сега е поместена, малку е подобра од претходните години, ако добро изанализираме. Стари долгови винарските визби немаат, освен по основ на усогласување што спомна и пратеникот Панчо Минов во делот на роднинска поврзаност. И оваа година, исто така морам да спомнам дека плаќањето на винсто грозје претежно се движи во готово, односно тоа значи дека веднаш се плаќа. Со исклучок на некои визби кои што имаат договор за по одложено плаќање. Останува нашиот тиквишки гроздобер да го поминеме во најдобар дух на традицијата, на еден традиционален настан кој што е најстар во нашата држава и го организира некои наши предци, токму поради нашиот благодет кој што го имаме тука, грозјето, лозјето и виното. Треба да го продолжиме тоа, треба да се бориме за нашите деца и иднина, нормално заедно во соработка со сите институции и во соработка со сите производители на лозов производ и производство на грозје и на вино. Од моја страна повикувам само на една добра забава, на еден голем успех. Нормално и денот на ослободувањето на Кавадарци е тука на 7-ми, свечена седница, така да Кавадарци има пред се традиција како град и има амбиент за соработка и за функционирање.